Расте бројот на млади заразени од хепатит С во Македонија и покрај тоа што често се зборува за ова заболување, повеќето луѓе не обрнуваат внимание на предупредувањата за неговото лесно пренесување. Хепатитот С лесно се пренесува и нема видливи симптоми, со оглед на тоа дека се пренесува преку заразена крв, сексуален однос, тетоважа, педикир, маникир, можноста за инфецирање е многу голема. Голем е бројот на луѓе кои не прават одредени тестирања, не одат редовно на контроли и така натаму, а посебно во делот на хепатолошките проблеми, односно проблемите со црниот дроб. Во тој дел можам да ја нагласам и башката популација. За разлика сега, женската популација во Република Македонија после законските протоколи во однос на тестирање поради бременост и така натаму се зголемува можноста за побрза детекција на овие проблеми и за побрзо приближување кон само решавање на овие заболувања. Но за жал машката популација се уште има некој вид на стигма, каде што се уште не очекуваат дека ќе ги следат овие проблеми, така да е позанемарливо и односно самиот дел на, да кажам, на тестирање и скрининг односно овие заболувања е на пониско ниво. Навременото откривање на хепатитот С е најголема превенција кога е во прашање ова заболување. Дури 9 од 10 лица не знаат ништо или знаат многу малку за овој вирус. Токму поради ваква неинформираност и навремено откривање, деновиве млада девојка чека трансплантација на црниот дроб. Нема потреба повеќе луѓето да ја стигматизираат оваа болест, бидејќи кога се знае дека едно заболување има лек. Едноставно подобро е рано да се детектира, открие и порано да целиот тој процес на лечење заврши. Бидејќи знаеме кои се последиците и настанувањето на цирозата и така натаму, а во тој дел јас можам да кажам баш во овој момент овие денови очекуваме одговор каде што на млада девојка околу 30 години која што ненавремено беше детектирана, ненавремено лекувана и така натаму од вирусот на хепатит С, генотип 1, кај што ова заболување прогресираше и моментално доведе до таков стадиум каде што таа мора да биде хитно трансплантирана. Таа ќе биде трансплантирана и за жал таа операција ќе кошта повеќе од 150-160 илјади евра. Од оваа година во Македонија најавено е дека ќе се применува нова најсовремена терапија за лекување на хепатитот С со висок процент на успешност во лекувањето на клиниката на инфективни болести во Скопје.